civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Најверојатно она што јас ќе го кажам ќе биде во контекст на она што представува и моја базична определба, тоа е владењето на правото и човековите права. Според мене зелената иднина се повеќе се профилира како право на секој човек, на секој граѓанин, меѓутоа автоматски штом се профилира како право, се профилира и како одговорност на секој човек и на секој граѓанин. Тоа подразбира граѓанин кој знае, подразбира граѓанин кој е информиран, кој разбира, кој е активен и кој соодветно се однесува. Меѓутоа, независно од важноста на граѓанинот, независно од улогата која што тој ја има како носител на правото и носител на соодветни одговорности, јас би сакала денеска да кажам 2-3 збора за оној субјект кој што го сметам за главен играч во градењето на зелената иднина, во градењето на зеленото општество за сите, а тоа е државата. И тоа не било каква држава. Нам ни треба држава во која е изградена развиена демократија и во која што постои владењето на правото. Развиена демократија бидејќи не може да се гради иднината, посебно не зелената иднина, доколку не се обезбеди учество на луѓето со нивните идеи, нивните мислења, нивните потреби и интереси и доколку не се види резултат од тоа нивно учество. И не може да се гради таа зелена иднина без постоење на правна сигурност која што може да ја даде само државата со својот апарат. Вториот елемент кој што треба да се има во вид е дека зелената иднина не е ефтина. Зелената иднина е скапа доколку ја мериме низ параметрите, низ призмата на она што представува општество кое што се базира врз капиталот, врз градењето на профит, врз она што представуваат бизнис интереси од поголеми или помали размери. Демократијата сама по себе е скапа, диктатурата е ефтина заради тоа што не е потребен голем апарат, не е потребно време, не се потребни јавни расправи, не се потребни консултации. Почитувањето на различноста е скапо, затоа што треба да се преведува, заради тоа што треба да се прават напори да се почитуваат различните култури. Примената на новите технологии е скапа. Заштитата на животната средина и примената на сите нови пронајдоци е скапа. И социјалната заштита, заштитата на сите ранливи групи е скапа. Само во државата може да се кумулираат толку потребни средства за поддршка, промоција, санкционирање, за време и пред се за редистрибуција на богатството заради заштита на ранливите групи. Само државата, како трет елемент, е таа која што со својот континуитет, кој го обезбедува, може да антиципира, а не да реагира. Значи, она што треба да го направи државата, која што навистина ќе се посвети на градење на зелената иднина, тоа е држава која што ќе биде шаковски мајстор, која што ќе гледа не еден, не два, не три, 10 чекори нанапред. Значи, не ни треба држава која што ќе реагира после демонстрации, после побуни, после тужби пред судовите и слично. Потребна ни е држава која што ќе антиципира, која што ќе антиципира енергетската криза, а нема сега во последен момент да реагира на нејзе, која што ќе го антиципира старењето на општеството и што е она што треба да се превземе за да може да се задоволат потребите на таквото општество, која што ќе ги антиципира климатските промени и меѓуетничките тензии. За ова се потребни политики кои што се базираат на податоци, што подразбира истражувања, проекти, поддршка на науките. Само држава која што соработува со науката може да ги удри темелите на зелената иднина.
Значи, според мое мислење, за да ја изградиме зелената иднина, ни треба држава. И тоа не било каква држава. Ни треба држава шаховски мајстор, која што антиципира, која што гради легислатива врз основа на таа антиципација и при тоа се потпира на науките. Значи, пред кога го рушевме режимот, го рушевме тој режим заради тоа што тој не ги слушаше граѓаните. Добивме власт која што горе-доле во известна мера ги слуша граѓаните и реагира на посочените грешки, проблеми и слично. За да може да ја градиме зелената иднина и зеленото општество, треба да добиеме власт која што ќе антиципира, која што ќе предвидува, која што има таков вид на капацитет да може да ја види иднината, да ги предвиди проблемите и врз основа на тоа да ги гради политиките. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.